Сакам да го изразам задоволството од оваа денешна средба, да се заблагодарам на председателот на Собранието, на координаторите на пратеничките групи, председателите на комисиите за одбрана и безбедност и за комисиите за следење, надзор на следење на комуникациите, пратениците, генерално за можноста денеска да се видиме и да поразговараме на оваа неформална средба околу реформите во безбедносните служби. Ние знаеме дека изминатите години овој немил настан на прислушување или афера во Република Македонија создаде сериозна политичка криза во која што се открија нарушување на човековите слободи и права, и токму заради тоа нашата одговорност во правење на вистинска реформа е многу значајна. За мене е најважно да имаме инклузивност во овој процес, да ги вклучиме сите политички субјекти, пред се парламентот на Република Македонија, бидејќи тука на крајот се изразува волјата на граѓаните на Република Македонија, и преку една отворена дебата да дојдеме до најсоодветното решение и реформа која што ќе биде на крајот ефикасна реформа, која што ќе создаде заштита на системот на следењето на комуникациите и заштита на човековите слободи и права. И за тоа денеска разговараме и можам да констатирам дека имаме единствена цел да ја заштитиме Република Македонија, уставниот поредок и да ја заштитиме од криминалот и корупцијата преку ваквите служби, да создадеме ефикасен систем на контрола, и оваа дебата што денеска започнуваме ќе биде дебата што ќе се одвива со сите општествени членители во македонското општество. Ќе дебатираме од денеска па натаму со невладиниот сектор, со медиумите, со експертската јавност, научната, стручната јавност околу создавањето на еден ваков модел, заради тоа што реков дека транспарентноста на крајот према граѓаните на Република Македонија е нешто што е исклучително важно. Меѓутоа, до тогаш, додека да се направи оваа реформа, додека се имплементира овој систем, ние сакаме вистинска контрола на системот на следењето на комуникациите. Веќе разговаравме со парламентарните комисии за надзор над управата безбедност, за безбедност и контраразузнавање и на системот на следење на комуникации. Посакуваме да се изврши контрола во Министерството за внатрешни работи, кога за тоа ќе оцени парламентот дека треба да се направи, а исто така посакуваме да имаат и експертска помош која што ќе може да гарантира добра контрола на системот на следење на комуникации, бидејќи е најважно да се констатира тоа дека во Република Македонија немаме незаконско следење во овој период. Сега говори знаеме дека има информација дека опремата за УБК нема да биде повеќе таму на тоа место каде што беше во УБК. Дали имате донесена одлука или идеја, размислување каде би била поставена опремата? Ние во процесот на реформи на овој систем на следење на комуникации и на безбедносните служби од исклучителна важност се забелешките на групата на високи експерти предводена од Прибе, која што беше, и едно од укажувањата е токму тоа дека опремата за, односно медијацијските уреди за прислушување треба да бидат надвор од Министерството за внатрешни работи. Затоа ние разговараме во однос на моделите кои што беа понудени, 4 модели. Ние одбравме еден модел кој што ги исполнува овие препораки, за кој што ќе дебатираме со сите во македонското општество. Значи, нашата цел да има посебен оперативно-технички центар или агенција, кај што би се сместиле медијацијските уреди, од кој што ќе се бара пристап до сите законски институции кои што име надлежност да ги следат комуникациите. Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Македонија, Управа за финансова полиција и така натаму и така натаму. За колку закон, измени на колку закон, за колку станува збор? Во моментов кажав. Значи, меѓуресорската работна група работи во овој дел не само на креирање на нов закон за следење на комуникации, туку и на детектирање на сите закони кои што треба да бидат променети. Значи, тоа ќе биде еден пакет на закони, меѓутоа се уште ги утврдуваме и закони и подзаконски акти кои што ќе бидат променети или кои што ќе се укаже потреба дека треба да бидат сменети во системот на реформа, така да може да се менува од ден во ден. Ја не сакам сега да кажам дека ова е 1, 2 или 5 закони, туку секој законски текст или подзаконски акт кој што ќе создаде функционалност на оваа реформа ќе го промениме, меѓутоа ќе го промениме врз основа на дебата и инклузивност и во редовна постапка во собранието. Временска рамка? Ние имаме временска рамка да можеме да излеземе со драфт од текст за следење на комуникации до крајот на годината и понатаму да тече имплементацијата на тој закон. Тоа значи дека во наредниот период ќе треба да се
тие детектирани законски решенија што треба да се променат да се менуваат во текот, да се создаваат техничките услови за формирање на агенцијата и така натаму, и да имаме некаде функционалност најмногу за година дена. Тоа е некаква временска рамка за која што ние размислуваме, меѓутоа тоа ќе го покаже дебатата како понатаму. Благодарам. Јас кажав дека во овој момент незаконско прислушување во Република Македонија нема. Прислушувањето, односно следењето на комуникациите се одвива исклучиво за заштита на уставниот поредок на Република Македонија преку барања доставени до Врховниот суд и преку наредби кои што се издадени и преку јавниот обвинител, односно надлежниот суд кој што издава наредба за следењето на комуникации за борбата против криминалот и корупцијата во Република Македонија. И за тоа правиме и неделни и месечни извештаи, внатрешна контрола, меѓутоа за нас е важно и да имаме и контрола од страна на собранието и експертска контрола. Кога почнуваме прашуваме да прашам јас. После оваа реформа на, да речам, условно речено на системот на прислушување на следење на комуникации, има ли уште некоја реформа во МВР, имајќи ги предвид надлежностите и ингеренциите за заштита, да речеме, на лица и институции, како што се случи на 27 април? Значи, оваа реформа, која што е сега започната за систем на следење на комуникации, ние паралелно ќе работиме и на реформа на безбедносните служби. Тоа значи да ги разгледаме сите можни модели и опции, како и на кој начин понатаму ќе се организирани службите во Република Македонија, пред се Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање. Тоа ќе го дебатираме и со понатаму. Меѓутоа, мора да постои реформа и во делот на јавната безбедност. Тоа значи дека стратегијата која што ја усвоивме во 2016 година во јануари месец, поддржана од Европската Унија, а тоа е стратегија за развој на македонската полиција. Сега сме во подготовки на акционен план и таму мораме да имаме сериозна реформа, да ги додефинираме сите можни слабости кои што постојат во системот на предсе на командување и работа на Министерство за внатрешни работи и сето тоа да го реформираме, да ги искористиме добрите европски пракси, да ги прилагодиме на македонски услови и на таков начин да создадеме систем кој што ќе функционира и ќе биде гарант на безбедноста во Република Македонија. Благодарам. Во подготовка е закон, дали во законот ќе бидат тргнати гумените кушуми? Значи, тоа е втор дел од реформи кои што ги правиме. Ние веќе изготвивме закон за полиција, односно измени на закон за полиција. Тие се доставени до Европската комисија на мислење, која ќе го добиеме мислењето од Европската комисија, ќе го доставиме преку влада до собрание и во една нормална, редовна постапка да се усвои овој закон. Инаку мојата цел е да ги, и такви беа насоките при изготвување на закон, да нема гумени кушуми, да немаме електрични палки кои што ќе се употребуваат, заради тоа што сметаме дека во едно демократско општество во кое што владеат демократските принципи, апсолутно немаме потреба за вакви употреби, туку напротив, треба да ги почитуваме европските пракси и барањата кои што ги имаше преку Европската комисија и Народниот правобранител на Република Македонија. Меѓутоа, за тоа исто така ќе направиме на дебата.